Девојките го обожаваат, а момците и тоа како му завидуваат на неговиот прекрасен изглед. Станува збор за Дарко Спејко. Да, тој оној Дарко Спејко кој победи на големиот брат или велики брат, како сакате. Ние не попустно и кажуваме овие прекрасни зборови за него, затоа што колешката Мисајловска беше дел од целото случување кога истиот тој Дарко Спејко за кој ви зборуваме направи драстична трансформација. Ја скрати брадата, ја скрати косата и има перфектен изглед. Секоја девојка неколку пати ќе го погледне токму ово интервју на колешката Мисајловска, а момци и вие погледнете го. Има што да научите. Велат дека кога човек сака да промени нешто во животот, почнува прво од изгледот, поточно од косата. Ево една ваква ситуација се најде и најпознатиот кумановец, Дарко Спејко. Како најава за новата професија, Спејко се реши да го промени својот изглед. Како дојде до ова решение за оваа драстична промена, ќе ви каже самиот тој. Па да, девојка или пријателка? Да, па ја одамна планирам, нели, сега ќе ја скрата малце брадата, малце поише. Ја немам кратено цела година, мислам дека од како излегов од шоуто. И косата ја немам кратено 2 години. Така да едва и чекам да видам како ќе испаде. Дали малку стравуваш за тоа што те очекува како ќе изгледаш, дали ќе ти се допадне тоа? Па нормално дека не стравувам. Сигурни раце сум, знам дека Тодор ме средува, така да нема никаков проблем. А дали ако не ти се допадне после целокупниот изглед, дали повторно ќе ја пуштиш брадата и коса? Па ќе ми треба време, нема да излегувам од дома месец дена. Се свесам, не сум ја заробен у некој тој фазон. И да не ми се свиѓа, нема врска, ќе смениме. Спејко накратко раскажа како дојде до идејата за да го промени стилот, а во продолжение погледнете како изгледаше целосната трансформација. Не би се викале ексклузив доколку немаме ексклузивни информации. Па така Тодор, новиот стилист на Дарко, ни кажа нешто повеќе за овој моден тренд. Во однос на шишањето, се работи за шишање на техника undercut, за да се долови точно баш овој изглед како тренд за ова лето. Затоа што веќе пролетта помина. А исто така во овој дел можете да забележите дека имаме промена на бојата, односно ја применивме техниката која што потекнува од пейнтинг, а како најнов тренд за ова лето и ова 2017 година, исто така се вика Sunlights, за да самата коса прелева од еден во друг прамен. Откако заврши целокупната промена и трансформација, која оценка ќе си ја дадеш на себе? 10. 10 или 100. Значи сега сме задоволни, трансформацијата успешно заврши. Моето прашање до тебе е да ми кажеш во која бранша уствари сега тебе ќе те пронаоѓаме? Застапен си во музиката, во спортот, секаде ти има
Ќе се одлучиш за нешто конкретно? Па нешто што е ново, почнав и као блогер или инфлуенсер. Така да, спремам нов материјал на музички план. Сега не знам што ќе избацам прво, ќе видиме мојот продуцент што ќе одлучи. Еве, почнувам со фотосесии. Ќе имате ексклузива од првата фотосесија моја, така да ќе биде интересно. Така, на музички план ќе бидеш со Тајзи или како соло одиш овој пат? Вака, имам една соработка со Тајзи и една соло, па ќе видиме од тие две соработки прво што ќе извадиме. Нели мора им видеозапис да снимам или за едната и за другата, така да ќе видиме. Моментално сум најсреќен што имам нов изглед и го планирав долго време, може од нова година нааму. И се надевам да се допаѓа. Морам да се заблагодарам, да искористам приликава да кажам на мојот нов стилист Тодор и на Betty Secret, така да се надам ќе продолжиме да се работуваме и ќе изненадуваме со нов имидж. Така, и како за крај морам да те прашам нешто што знам дека не сакаш да збориш за тоа. Од неодамна протекоа слики со Тина повторно. Станува збор за обновување на врска или можеби само сето тоа е на пријателска база? Па сето тоа е на пријателска база, значи со Тина долго време не бевме во контакт. Пред некое време се видовме повторно, нели се исто као порано. Така да за сега е на другарска база. И таа бараше да го промениш стилот? Имам уште една другарка исто што ми е битно нејзино мислење, така да ќе ја чувам во тајност. Се надам во некоја наредна прилика ќе откриеме која е. По оваа трансформација се надеваме дека пријателките на Спејко ќе бидат задоволни, како што тој задоволен замина на неговата прва фотосесија со новиот изглед. А како помина? Секако можете да погледнете на ексклузив МК.